Почитувани, сите ветувања и стравувања за виртуелната инвестиција и виртуелното владење на Никола Груевски за ВИБО во Крива Паланка, за жал, станаа сурова реалност. Денес од погонот на ВИБО се отпуштени дури 135 работници, а се најавуваат отказни решенија за уште 160 вработени во текот на месец август. Во моментот кога овие вработени требаше да наполнат 6 месеци работен стаж и да се стекнат со право на годишен одмор, менаџерскиот тим им подели отказни решенија и ги одјави 2 дена претходно без при тоа да имаат право на жалба. Криминалните политики на Никола Груевски создадоа лоша бизнис клима во земјава. Странските инвеститори заменуваат, се делат отказни решенија. Заради недомаќинското и расипничко владење на Никола Груевски и ВМРО ДПМНЕ, уште 135 семејства останаа без основна екзистенција. Ова е катастрофа за овој регион од земјата, затоа што пред неколку месеци без екзистенција останаа и околу 1000 рудари и семејства од Тораница и Злетово. Го повикуваме Груевски да не ги лаже граѓаните и да не си игра со нивната судбина. Но очигледно, за Никола Груевски, граѓаните не се битни. Јавно соопштивме иницијатива да се направи контрола на грубото кршење на работничките права, прекувременото работење, малтретирањето на работното место и ниските примања во овој погон во Крива Паланка. Дека Груевски и неговата власт секојдневно лажат за виртуелните инвестиции и се занимаваат со тендери, бројот на луѓе кои остануваат на улица постојано расте. Граѓаните очекуваат одговори и одговорност. Само за подсетување, вкупната инвестиција требаше да изнесува $400 милиони, а бројот на нови работни места да биде над 5000. Ова е уште една потврда дека виртуелните инвестиции на Никола Груевски носат 0 работни места и крајно лоши услови за работниците. Од владењето на Никола Груевски и ВМРО ДПМНЕ има над 45% сиромашни граѓани во Источна Македонија, блокирани и ликвидирани фирми, блокирани и празни тековни сметки во минус, празни и напуштени економски зони, распаднати болници, млади кои што секојдневно ја напуштаат државата. Македонија е земја со најголем број на неуспешни слободни индустријски зони по глава на жито. Затоа на Македонија и се потребни демократски промени. На расипничкото и недомаќинско работење му доаѓа крај. Секој што го прекршил законот ќе мора да одговара.